Вардариште, Дрисло и Трубарево. Ова не е хибриден напад, ова е класичен и традиционален тероризам. Драги мои скопјани, Господ да ни е напомош. Ја не знам што се немаме изнадишано годиниве, сега уште ова ни фали. Ајде од октомври-ноември навикнати сме со почетокот на грејната сезона да ни следи и доза труење со воздух. Но искрено не памтам вакво нешто да се има случено преку лето. Прво беа пожарите летово во околината на Скопје, па Вардариште, Дрисла и сега фабрикава или отпадов за батерии. Но ако земете малку подлабоко воздух, ќе осетите дека освен отровите од изгореното ѓубре, пластиката и стопениот литиум, ќе видите дека мирисе, односно корне и на нешто сосема друго. Смрди на тешко политиканство. Нели ви е малку сомнително што сето ова се случува токму на еден месец пред локалните избори? Вообичаено сум скептик и не верувам во теории на заговор, но ова што се случува е премногу сомнително за да го наречеме чиста коинциденција, случајност или несреќа. Тоа што скопјани се бунат, врескаат и се бесни до нема каде е нормално и очекувано. Се гушиме, се труиме и нормално е да бунтуваме. Но не приметувате дека овие случки на некој им дојдоа како кецна десетка во овој период. Па видете кои се најгласни за оваа еколошка катастрофа. Опозицијата предводена од СДСМ и оние во наводници граѓански организации кои со години цицаат пари од странство и служат како коњаница секогаш кога на СДСМ му треба помош на избори. Чекајте луѓе, фабрика или отпадов за батерии во Трубарево имало лиценца издадена дури во 2001 година. И проблемот со Вардариште и Дрисла не е од вчера, тој се влече со години наназад, ако не и цела деценија. И нели ви е сега малку сомнително што сега, одеднаш, токму таму се појавуваат според мене пожари? Според мене ова е бескрупулозно сценарио на ништожниците од опозицијата кои соочени со катастрофален пораз на изборите не им преостанува ништо друго освен да создаваат паника и револт пред избори. Вардариште, Дрисло и Трубарево се само уште една цигла во тоа нивно црно сценарио.